како по некоја случајност, 2 недели наназад од апостолот се зборуваше за единството на црквата. И проповедав што значи единството на црквата, дека без тоа не можеме. Меѓутоа, сега се случи една работа во која неизоставно треба да се осврнеме и да кажеме, иако не е на дневниот ред, така да речам, ни на апостолот, ни на Евангелието. Имено пред неполна седмица, во неделата, значи, во Фанар, во седиштето на Вселенската патриаршија, на празникот на Свети Андри, кој е првопрестолен празник на Вселенската патриаршија, дојде папата римски Лав и учествуваше на божествената служба. Во неговиот говор после литургијата употреби еден збор за единството кој јас досега не сум го употребил. Јас често пати сум говорил и пишувал за тоа дека единството на црквата не е додаток на црквата, туку основа на нејзиното постоење. Меѓутоа, од него го слушнав зборот дека единството не е луксус во црквата и ми се допада многу. Значи, не е единството нешто со кое се украсуваме. Со многу други работи се украсуваме. И украсуваме црквата, се украсуваме дури и самите, некои се шминкаат, се украсуваат за да бидат полични. Меѓутоа, единството на црквата не е за украсување. Не е луксус, значи. Тоа не е основа во црквата. И овој символ на верата, кој го прочита 2 дена пред таа литургија во Никеја, пак е во Турција Никеја, и тој символ на верата ни покажува, ако може, ако било проблематично тогаш единството, што не било проблематично, сигурно би влегло во символот на верата со исто значење како нашата вера во Бога во Троица. Што значи, браќа и сестри, ова приближување кое се случува меѓу православните и римокатолиците е многу добра и очекувана работа од Господа прво, кој дојде се распна заради нашето единство. Не се распна и ќе го потребам повторно зборот од луксус. Немаше што да прави, се распна. Туку се распна за да не собере сите нас во неговото тело, да бидеме едно со него. А ако сме едно со него, можеме да бидеме непријатели едни со другите, ние кои сме со него и во него. Што значи, работата за единство на црквата почна, можеби, вака изгледа далечна 1965 година, кога се подигна анатемите кои ги има едни кон другите зададено, римокатолиците кон православната црква кон римокатолиците. Тоа не од вчера, не од завчера, 10 века цели траја тие анатемизми. Зошто ќе рече човек? За некои работи кои на вистина треба многу подлабоко да ги разбираме. Еве, пред неколку денови, значи, во Никеја, папата, кој сите го обвинуваат дека додал
во символот на верата, што ние исто ќе го читаме денеска, символот на верата како нешто што е најзначајно за нас и за целата црква, дека додал дека Духот Свети излегува и од Сина. На латински тоа се вели филиокве, дека и од Сина излегува. Меѓутоа, ако добро слушнавме, а сите мислам дека добро слушнавме, тој го читаше символот на верата без да каже дека Духот Свети излегува и од Синот. Иако не е погрешно да се каже дека Духот Свети излегува и од Сина. Тоа го пишува во самото Евангелие. Не е погрешно тоа, меѓутоа разлика има во тоа дали ја третираме икономијата или теологијата. Пред постоењето на светот, Духот Свети има само еден принцип на происходство од Оца, а во икономијата, односно во домосторот, во овој свет, Духот Свети излегува и од Оца и од Сина. Тоа значи, се зависи како ги толкуваме одредени работи и не треба така лесно да наседнуваме на некои провокации од луѓе кои не ги познаваат од танчина работите. Еве сега што ќе одговорат? Папата лав го прочита символот на верата без дека Духот Свети излегува и од Сина. Само од Оца излегува. Како што беше утврдено на првиот и на вториот Вселенски собор. Никеј Цариградски се вика символ на верата. Уште две догми кои ги донесоа римокатолиците во 19. век се спорни, меѓутоа не значи дека не може да има соодветно разбирање и за нив. А тоа се прво непогрешливоста на папата, кој римокатоличката црква верува дека тој е непогрешлив, кога искажува некое мислење од столицата екс-катедра, значи, и второ, дека Пресвета Богородица е родена после безсеменот зачнување, исто со други зборови како Христос. А ние православните веруваме дека само Христос е роден од Пресвета Богородица и Духот Свети, а Пресвета Богородица си е родена по природен пат од Јоаким и од Ана. Но и тие теолошки прашања остануваат за дискусија голема, зашто многуми не јудова не веруваат дека ќе дојде, дека еден римски папа кој го воведе пред многу векови, уште во 6 век некаде во Шпанија воведено во символот на верата дека Духот Свети исходи или произлегува и од Сина, дека еден папа ќе исповеда дека Духот Свети исходи само од Оца, а не и од Сина. Еве се случи тоа. Што значи некои луѓе, да оставиме од кои причини тоа, од различни причини, ама не сакаат да сватат дека единството е најважната работа во црквата. Не затоа што ние би имале политички бенефит од тоа да бидеме заедно со римокатолиците кои се милиарда и колку таму и 500 членови. Не е тоа битно. Битно е што и ја исполнуваме заповедта Божја, а таа е заповед за единство. Затоа следзе, браќи и сестри, Господ за направи едно од нас, едно тело, не како политички памфлет, не во таков смисол на единство,
туку единство потполно да сме свесни за тоа дека сме едно тело, дека некој е само член на тоа тело. Ако за тоа сме свесни, тогаш ја постигнуваме смислата зашто дојде Господ во овој свет. Дојде за да ни го каже дека тоа е најважното. И сега ова, што се прави како соединување полека, не е далеку сме може би уште од соединување меѓу православните и римокатолиците. Меѓутоа полека се прават рапидни чекори, што многу значат. Гледате, од 1965 кога се укина на темите, постои диалог, континуирано. Се среќаваат и православни и римокатолици и дури после толку години за прв пат се случи папата да исповеда православно символот на верата. Значи и за овие други две догми нема да оди лесно. Не ви велам дека утре ќе се постигне тоа, меѓутоа бидете уверени дека додека не се постигне правилно верување, ние не можеме да имаме единство со никого, па ни со римокатолиците. Ама тоа полека ќе дојде, затоа што кој добро човек ја познава историјата, Вселенската патријаршија нас не направи толку да ги мразиме римокатолиците. И веројатно и со право. Затоа што крстоносните војни, 4, не една, не две, 4 крстоносни војни имаше. Сите тие го грабија Цариград и целиот исток, Антиохија, Јерусалим. И затоа денес светите мошти од многу светители на исток кои живееле во источната црква православна се наоѓаат во Рим. И данес ни ги враќа Рим. Да речеме, моштите на Свети Јован Златоуст или Свети Григорий Богослов пред неколку десетици години се вратени во Цариград, а од Цариград се земени, во Рим однесени. Што значи, не треба да гледаме со презир, затоа што во главном ќе прочитате различни работи, ќе примите различни вести, луѓето кои не ги познаваат на танко, би рекол, работите од теологијата, може да чувствувате каква исплашеност, што ќе се случи, дали ја предаваме верата или не. Сигурни да бидеме дека Вселенската патријаршија многу мудро го води овој процес целиот. И со тоа покажува колку е вековното нејзино искуство. Ние зборуваме и за грешките на Вселенската патријаршија, не оправдуваме само да велиме таја ни донесе омраза кон римокатолиците. Сега, зошто најголемиот крст паѓа токму на неа? Токму затоа што ние донесе таа омраза. Ние словените немавме никаква омраза кон западната црква. Зошто да ги мразиме римокатолиците? И ја добивме преку таму каде што римокатолиците направиле злочин. А злочин е тоа да ограбуваш, да со сила нешто да правиш, да ги однесиш не само со судите златни кои постоеле на истокот во источните цркви, туку да ги земиш светите мошти. Тоа е на некој начин природно предизвикува омраза. Меѓутоа вештачки на некој начин е што успеа Вселенската патријаршија и нас да ни го предаде тој. И денеска ние за ништо ги мразиме римокатолиците. Ништо не ни направиле. А ги мразиме. А сега, кога Вселенската патријаршија прави невозможни напори да дојде до единство или да го оправи тоа што пред векови може би се растурило, нас
некако како да не сакаме тоа да се случи, а немаме причина за тоа да не сакаме. Прво, зашто теолошки не постои никаква препрека, затоа што ние треба да бидеме во единство како црква, не само со римокатолиците, со дохалкидонците, со коптите. Пред неколку децении постоеше голема иницијатива дека ќе дојде единство со коптите, уште пред со римокатолиците, зашто скоро и да нема теолошка разлика коптите со оние во Египет, што се христијаните. Нема скоро никаква разлика во учењето. Ама светителите кои тие ги имаат прогласено, за нас православните се еретици. А светителите кои некои ние ги имаме прогласено, што учествувале во споровите тогашни, за нив се еретици. И тоа е едно многу тешко прашање за се реши. Затоа и не дојде до единство. Иначе теолошки нема никаков проблем со коптите да дојде до единство. Така ќе дојде време и со римокатолиците, кои ќе немаме никакви теолошки проблеми. Може би и сега, многу, не може би, дека сигурен сум, бидејќи ја пратам римокатоличката теологија, и сега има теолози во римокатоличката црква, кои се навистина толку напредни пред другите, што скоро и да не постои разлика меѓу православното и римокатоличкото учење. Барем она кое тие го презентираат. Меѓутоа, треба да созрее ситуацијата. Гледате колку во црквата споро созреват работите. Така е, затоа што се сигурно треба да бидеме. И овој обид што е направен сега во Цареград е само едно приближување, не е потполно единство, не служија папата и Вселенскиот патриарх заедно, па некој сега да преговара зошто служиле заедно. Толку само римскиот папа го прочита Оче наш на литургијата и никому ништо. Јас го давам, да кажем, Оче наш да го прочита и некој политичар или некој гостин кој ќе ни доде за да му направиме чест. Ама то не значи дека тој ни менува литургијата со тоа што Оче наш ќе го прочита. Така папата го прочита Оче наш на литургијата која служеше Вселенскиот патриарх. Меѓутоа, знаете две работи, не сослужуваат. Некои кои велат се молат заедно. Ма ништо не значи тоа молење заедно, само значи причестување заедно. Црквата осудува да се причестиме со луѓе што не се православни. И тоа со право го прави. А тоа дека ќе кажеме заедно Оче наш со некого или молитва пред јадење или молитва по јадење со некого, па прво кај може да знаеш дали во салата, ако ќе читаме молитва пред јадење или по јадење, сите се православни. Иако се православни, дури колку правилно веруваат. Но тоа е. Се тоа го кажувам за да знаеме и да бидеме цврсти во верата, дека не се прават никакви отстапки со тоа што се разговара со римокатолиците. Во највисокото ниво папата дојде во Константинопол, а претходно во Никеја, 2 дена претходно беа во Никеја, и дури го исповедаше символот на верата како што не го исповеда римокатоличката црква. Тука како ние православни, што поважно од тоа? Што има поважно од тоа? Значи, тој символ на верата не раскара и сега, кога нема веќе што да се караме. Че некои луѓе држат во себе таква омрза кон западната црква која е недопуштива за христијанин.
велам недопуштива, затоа што Господ не повика да мразиме. Не ни рече мрази го ближниот свој за да ти биде добро и да поживееш долго. Туку обратно рече сакај го ближниот свој. Значи, ако ги сакаме ближните, а то сега зборуваме за римокатолици, први ближни се нормално ние во семејството, после комшиите, после овие што доаѓаат во црква. Тие не се најближни, најблиски. Ама не завршува тука таа близина. Блиски ни се и римокатолиците, и оние што се во Рим, и оние што се во Германија, секаде. Затоа што тоа не научи нашиот Господ. Браќи и сестри, затоа секогаш да имаме сознавање за тоа каква е смислата на нашата вера. Нашата вера на сите не повикува во единство. Прво со Господа, а после едно единство помеѓу нас. Тоа е најважното. Другото, дали ќе ни роди нивата оваа година или нема, тоа не зависи многу од нас. Зависи од временските услови, зависи од други работи, ама важно е да имаме свест дека треба да бидеме во единство со другите. И тоа по цена ако е потребно на жртва, а најчесто е потребно. Не можеш без жртва да бидеш во единство со некого. Не можеш без да дадеш нешто од себе да бидеш, да го задржиш единството со некого. Ние сме битија кои даваме и земаме. Така сме створени од Господа, да примаме и да даваме. Господ нека ни биде помошник и во едното и во другото, зашто по неговите интервенции можеме да го постигнеме тоа и нека го постигаме во сите дни на нашиот живот.